Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе видите две интервјуа со шефот на дипломатијата Никола Димитров и со лидерот на опозицијското движење Беса Билјал Касами. Законот за СЈО и претседателските избори како услов за почеток на преговори со Европската Унија во јуни ќе бидат централна тема во разговорите. Има ли некакви рокови, крајни рокови до кога парламентот треба да го усвои овој закон? Во контекст на објавувањето на извештајот на Европската комисија, најавено е за 29 мај, така? Уште не е сосем јавно, децидно поставен тој датум, многу е веројатен. Дали би значило дека 28 мај е некаков Не, крајен тоа рок? би било предоцна, мислам. Може би еве почетокот на мај. Што ако не се донесе законот за СЈО? Мислам дека мора да се донесе законот. Ќе се најдат ли 80 гласа во собранието за да се изгласа новиот предлог закон за јавното обвинителство? Уроим ќе денден вотата невојшме. Види дека Џафери може да работи на тоа изборите да не успеат и тој да биде вршител на должноста шеф на државата? Ситуатата цилен дендами сигуришќа мунд ќе да претендиме татила. Дали вие оставате простор за таков тип на калкулации, евентуална соработка со ВМРО ДПМН во вториот изборен круг, вие да ја поддржите Силјановска, тие да ви помогнат во дебат? ВМРО на катраст премес креаторите сај нукидон вотате шиптар. Останете на Алсат, интервјуата со Димитров и со Касами почнуваат по кратка пауза. Гледате 360 степени. Што ќе биде решавачко за тоа дали во јуни Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија и дали од денешна перспектива може да се проценуваат шансите. За ова вечерва ќе разговараме со министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој во изминатите 2 дена заедно со делегацијата на ЕУ во Скопје беше домаќин на бројна делегација од Брисел, на дипломати од земјите членки на Унијата, дел од работните групи за Западен Балкан и за проширување, КОВЕП и КОЕЛА. Димитров, добро вечер, добре дојдовте. Добре ве најдов. Станува збор за ниво на представници на земјите членки на ЕУ, кое во јавноста не е многу видливо, но практично тоа е нивото кое што најдиректно се занимава со нас како држава, се разбира и со другите земји од Западен Балкан и земји аспирантки во процесот на проширување на Европската Унија, представници чиј глас има свое значење и тежина во главните градови на земјите членки. Тоа се дипломати и експерти кои што најмногу ги знаат деталите и кои што учествуваат на тоа прво ниво во смисла на сите членки, земји членки заедно седнати околу една маса, кои што и првиот нацрт заклучоци го прават. Имаше многу. Тоа се луѓе што се најупатени во сите плусови и сите минуси за сите земји кандидати. Може би повеќе од 30 дипломати. Не знам колку Имаше беше голема делегацијата, група, голема се група. гледа на Беше снимките сите и фотографии. 28 земји членки беа. Тоа што може да се слушне како ехо од состаноците беа затворени, немаше изјави од нивна страна за состаноците, можевме да читаме соопштенија од дел од нашите институции кои што има средби со нив, меѓу другото и од МНР, но велам она што како ехо пристигнува од тие средби е дека атмосферата била релативно позитивна. Па, дури и релативно, не знам дали би го употребил, атмосферата беше очигледно позитивна. Им се допадна тоа што го слушна, имаше многу интересна интеракција, прашаа за се. Знаат ли, бидејќи рековте, тие најмногу ги знаат деталите, знаат ли за деталите? Знаат за деталите, имаше големи пофалби, имаше и прашања. Прашањата беа главно фокусирани каква е актуелната политичка ситуација, што се очекува во контекст на предстојните претседателски избори и иднината на специјалното јавно обвинителство, односно донесувањето на законот за јавно обвинителство, каде ова тело со известна автономија треба да се префрли во структурите на редовното. Дали од таа перспектива, бидејќи сега јуни е најзначајниот временски таргет за земјата,
практично председателските избори и Законот за јавното обвинителство или во жаргон Законот за СЈО се двете најважни работи во делот на домашната работа за Северна Македонија. Апсолутно. Тука е фокусот, тука сме под лупа. Зборувавме многу за промените во легислативата. Јас имав еден претходен состанок во Министерството со делегацијата. Зборувавме како македонското општество од 1 јуни 2017 е различно со општеството денеска. Што е тоа што реално се смени? Не само во смисла на амандмани и нови закони, туку што е тоа што реално се смени и мислам дека има многу што да се каже, бидејќи ние често сме фокусирани, како и ние вечера во емисијата, главните грижи на моментот, на периодот. И сега, бидејќи знаеме дека е ова важно, фокусирани сме да има чисти, без нерегуларности, фери, транспарентни председателски избори и да најдеме начин да има двотретинско мнозинство во собранието за идниот закон за јавно обвинителство, каде што се регулира и иднината на СЈО. Меѓутоа, да се вратам на прашањето, факт е дека тука е фокусот и факт е дека за да дадеме се од себе да бидеме што поблиску до возот кој ќе поминува на нашата станица, каде што 14 години чекаме, тука треба да имаме добро завршена работа на двете точки. Се чини многу комплицирана ситуацијата. Средбите на работните групи до вчера не дадоа резултат. Во овој момент изгледа дека СДСМ и ВМРО-ДПМН се на диаметрално различни позиции, концептуално околу тоа како треба понатаму да обстојува и работи специјалното јавно обвинителство, но различни ставови имаат и, да речеме, пратениците на БЕСА, на Алијанса за албанците. Осум теми на кои што излегуваат ВМРО, ДПМН исто така се чини дека не се најсигурни како би постапиле во оваа ситуација, така што во овој момент се чини тешко достижна бројката од 80 пратеници за овој концепт на закон, кој што сега е на преговарачката маса. Концептот не е желба или да речеме исклучиво став на владата, Министерството за правда, како директно линиско министерство за овој закон. Туку е резултат на мислењето на делегацијата на Европската унија тука, комисијата во Брисел, Венецијанската комисија, ставови на земји членки. Значи, просторот за преговори не е вон овие лимити. Ние ништо нема да направиме ако има согласност, некакво решение во работната група, а тоа решение не ни врши работа во смисла на заштита на принципите, главно принципот на одговорност, или каде што има висока корупција, а сме создале извесен капацитет за гонење на висока корупција, тој капацитет да го зачуваме. И тоа е прилично елементарно. Зошто да се плашиме од тело за кое што сите велат, зборувам за непристрасни луѓе што немаат удел, држави што немаат удел, земји членки. Они велат, создадовте капацитет. Убаво, важно е тој капацитет да се продолжи, важно е во вашата земја високата корупција да се гони, да се одговара. И сега не знам зошто тој... ВМРО има забелешки за пристрасност во работата на специјалното јавно обвинителство, за фокус практично само главно на поранешни представници на ВМРО ДПМН. Затоа што тоа тело се роди, да подсетиме зошто постои. Постои затоа што тогашното јавно обвинителство во услови на прислушкуваните разговори, на сериозни индиции, не успеа да се справи со тој корпус на злоупотреби и проблеми и во контекст на политичката криза на неказнивост, еден од резултатите на таа криза е специјалното јавно обвинителство, меѓутоа мандатот е врзан за индиции за криминал од прислушкуваните разговори. Идејата сега е тој капацитет да се искористи генерално за сегашната влада, за идните влади, да имаме капацитет кој што ќе гони висока корупција. Има ли некакви рокови И до тоа кога?
Ако имаме политички дил што ќе го загрози принципот на одговорност, тоа нас, значи, потребата да бидеме добро спремни за европскиот воз, не е доволно само да го донесеме законот со таков наслов. Туку во тој закон основните принципи мора да се почитуваат и тука владата нема голема слобода. Има ли некакви рокови, крајни рокови, до кога парламентот треба да го усвои овој закон? Се слушаше април, па мај, во контекст на објавувањето на извештајот на Европската комисија, најавено е за 29 мај, така? Уште не е сосем јавно, децидно поставен тој датум, многу е веројатен. Во секој случај, многу брзо по изборите, кои што се во повеќето земји членки, ако не се лажам, на 26 мај, недела. Так. Што значи, со тоа што треба на комисијата да и се даде време, овој успех да го внесе во извештајот. Дали би значило дека 28 мај е некаков Не, крајен тоа рок? би било предоцна, мислам. Некаде може би, со тоа што ние не знаеме каква ќе ни биде политичката констелација. Вообичаено е, во контекст на изборен период, поларизацијата да се зголемува. Важно е ова да се затвори, може би еве почетокот на мај. Иако би било многу добро овие денови ова да го затвориме. Добро, имате сега тука разлики, гледам во владеачката коалиција, спикерот вели нема да закажува седници, па дури и да има договор до завршувањето на вториот круг на председателските избори, но предпоставам низ разговор тоа може да се договори и реши некако ако има политички договор. Но што ако не се донесе законот за СЈО? Каков ќе биде извештајот на Европската комисија? Мислам дека мора да се донесе законот. Мислам дека ситуацијата во Европа, од Брекзитот, од предстојните избори за Европскиот парламент, од дебатите за буџетот, од дебатите за иднината на Европа и внатрешните реформи, ние мора, за да ги зголемиме шансите за успех и конечно да почнеме пристапни преговори со Европската Унија, пристап до кохезивните фондови и така натаму, да им направиме на сите земји членки непријатно и тешко да не поддржат. Не смееме да оставиме прашање што може да биде изговор или основа за негативен став. Има дипломати Ние кои што успеавме велат и потешки прашања, еве да ги споменам амандманите на Уставот и така натаму, мислам дека мора да бидеме на нивото на значењето на овој момент. Има дипломати кои што велат ако може би за Холандија е навистина важен законот за специјалното јавно обвинителство, дека тој на исти начин не е важен и за ставот на Франција и дека за Франција дури помалку важно е што ќе се случува на домашен план, отколку каков ќе биде исходот од европските избори. Јас сега како МНР, нели, мора да бидам внимателен. Особено кога споменуваме конкретни земји. Има три групи на фактори во одлучувањето. Едната група на фактори е нашите реформски постигнувања. За некои земји, еве меѓу кои е Холандија, ова е исклучително важна група на фактори. Второ, врз процесот на одлучување, бидејќи ова е политичка одлука, секако влие внатрешната политичка дебата во конкретната земја членка. Распоредот на силите, исходот од изборите, популарноста, непопуларноста на процесот на пристапување, лидерството, тоа е нешто врз кое што ние многу малку можеме да влијаеме. Може би можеме, меѓутоа многу малку. И третата група на фактори е геополитичката проценка, стабилноста, стабилизацијата, тие резони. Како една одлука, ние имаме една ситуација каде очигледно од заробена држава станавме земја на надеж. Со сите наши несовршености и грешки.
Очигледно е дека нашата Македонија, сега формално со уставното име Северна Македонија, оди во правец да стане европска земја. Очигледно е. Има многу повеќе слобода, има многу повеќе критика, има многу повеќе транспарентност. Има знаци на одговорност, има пресуди, има антикорупцијска комисија која што си отвара сама случај, Ај, кога си сме гледа. веќе овде ме интересира, добивте прашања за непотизам, за корупција. Например, предпоставам не беше пријатно како член на владата да ја слушнете оценката на германските инвеститори во земјава пред 2 дена. Јас мислам дека модерната дипломатија се базира на отвореност и јасност. Ако сакаме да направиме разлика, така што јас во моето изворно воведно излагање ги отворив сите теми. И ги кажав и големите плусови, и минусите, и каде се поправаме, меѓутоа да си ја завршам мислата. Ние, со тоа што го правиме дома и со тоа што го направивме со соседите, за кое што велат оваа година, добрата вест доаѓа од Балканот. Која е добрата вест? Македонската приказна. Приказната на решавање на големи проблеми што се чинеа невозможни да се решат. Ако Европа не ја валоризира соодветно таа добра приказна, тогаш го става под знак прашање кредибилитетот, дали воопшто ќе и се верува кога ќе вели ние сме заинтересирани за вашиот регион. Како, ако нашиот успех не се вреднува и не се препознае соодветно преку пристапни преговори, ќе влијае на други прашања во регионот. Било во реформскиот дел, било во делот на билатералните спорови. Влогот на нашиот успех и на политиката на ЕУ кон Балканот во нашиот случај е заедничка и наше е да ги тргнеме сите собнежи и дамки што некој може сериозно да ги зема, а некој може да ги зема како оправдание заради тоа што домашно политички му е претешка таа одлука. Ова не е успех на една партија, друга партија, на владата. 86% од граѓаните сакаат европска иднина. Тоа е поголем процент од сите политички партии и политичари заедно со рейтинг. Од што Задача ни е да направиме што мораме да направиме, меѓу другото заради нас самите. Од што повеќе се плашите во овој момент? Инаку ова со германците да не излезе дека избегнувам, треба да се види, треба да се разговара со нив. Има тука работи кои што треба да се земат сериозно, да видиме каде можеме да се поправиме. А можеби има работи, бидејќи компаниите се фокусирани на профит. Дали нешто, бидејќи реално мислам дека добро им оди стопанисувањето. Сега, важно ни е да не доживуваат како земја која што е пријателска кон бизнисот. И меѓу другото, во правење профит нема ништо страшно. Ама треба да видиме кои се забелешките, како се спомената беше даночната реформа. Треба искрено да со отворени очи да погледнеме кон импликациите од тоа. Од што повеќе се плашите во овој момент? Од политичката воздржаност на Франција во однос на Северна Македонија зборувам, или од можните проблеми со роковите во Германија? Бидејќи ако на 29 мај се објавува извештајот, а последната сесија на Бундестагот на која што може да се даде зелено светло за преговори со земјава е некаде на почетокот на јуни, тогаш може да се појави проблем на тој план. Сега, што според вас е повеќе ве мачи, Франција или Германија? Германија политички е неспорна. Не е тајна дека кога возовите кон Европа поминуваа на нашата станица, кога беа поредовни, кога стоја повеќе време човек да може да се качи, се отвара врадата, да не биде со трчање, да не биде со тегнење, ние не бевме спремни, ние бевме во чекалната. Ги испуштивме, бидејќи не се соочивме со реалните проблеми, немавме решителност и лидерство да загриземе. Сега сме ние спремни. Меѓутоа сега возот многу поретко доаѓа и многу побрзо тргнува. Што повеќе се ме загрижува. Ама истовремено мислам дека ова е остварливо
Јас сега одам многу скоро во Вашингтон. Прв пат ќе седам со министрите за надворешни на НАТО, членките и така натаму. Меѓутоа, веднаш после тоа, во овој контекст поважно веројатно, одам во Берлин. И Министерството, и канцеларијата на канцеларката Меркел, и Бундестагот, пратеници од сите политички партии. После тоа имаме нешто Берлин процес, па исто имам во месец април Холандија. Во Хаг. Изводливо е тоа во неколку дена Бундестагот сепак на крај да излезе Во нивната перцепција со сите овие маки, веројатно нашиот файл не е файл што предизвикува голема главоболка. Меѓутоа, нас не значи многу, а треба да објасниме дека влогот е огромен за целиот регион. И Можно ли е одлагање, министре, сепак во јуни да не се донесе одлука за Северна Македонија? ова е предизвик за Бундестагот, датумот на објавување на извештаите заради европските избори и потребата од дебата во Бундестагот и одлука за Берлин да има став во смисла на влада, подоцна на Советот за општи работи и Европскиот совет во јуни, тоа е предизвик. Ама јас мислам дека со политичка волја, со спремност за плусови и успех во сите главни фајли, меѓу кои е иднината на специјалното јавно обвинителство, имаме неверојатно силен случај и ќе биде тешко тоа да се игнорира. На крајот на криштата и самиот Совет за општи работи го зацрта јуни како Тие рекла, доколку вие го одржите ова темпо и го продлабочите во 4 клучни области реформски, ние денеска го цртаме патот за да отвориме пристапни преговори во јуни 2019 година. Тоа беше ланскиот компромисен текст. Да, при крај сме, најавена е посета на грчкиот премиер Ципрас. Дефинитивно станува збор за прва официјална посета на еден грчки премиер на земјава. Јас се сеќавам дека ние сме имале премиер, меѓутоа на конференција на ова ќе биде прва официјална билатерална посета во историјата на односите меѓу двете земји. Некои забележуваат на моментот, бидејќи е втор ден од кампања за претседателски избори, па велат зошто сега Ципрас среде кампања доаѓа тука. Имате вие тој тип на задршки? Па не мислам дека прво не е баш среде кампања, ако почнува на први, втор ден е од кампањата. Ние имавме, се обидувавме ова да не влем, меѓутоа многу е тешко да се подготви една ваква голема историска посета. Сака време да се усогласат двете агенди, на двајцата премиери, ќе има и многу други министри во делегацијата, ќе има 70 бизнисмени од соседна Грција и така натаму. Не е тоа контекстот. Контекстот е отвараме една нова страница, почнавме да пишуваме, првата реченица е новиот граничен премин баш во регионот Преспака и Маркова нога. Ќе испишеме уште неколку реченици сега со оваа посета, да покажеме дека не било само надминување на разликата околу името како решение на проблем, туку отвараме еден огромен потенцијал за соработка меѓу две соседни држави. Очигледно беше тоа во тонот, да речеме, на изјавата на вашиот грчки колега Катругалос, поработниот појадок што го имавте во Брисел. Тоа беше изјава на представник на земја која што очигледно сака оваа држава да оди напред во стилот Северна Македонија испорача, сега ние како ЕУ мораме исто така да испорачаме и не само тоа се разбира. Има многу јасни сигнали и на доручекот, следниот ден на Советот за стабилизација и асоциација, настапот на премиерот Ципрас на оној Европски совет последниот што го има. Така што очигледно е дека успеавме да направиме нешто што не е едноставно во светот, особено не е во нашиот регион. Нашите кочничари сега се нашите најголеми поддржувачи. И е тоа многу природна и логична состојба. Бидејќи тие ќе имаат, покрај нашите граѓани, најголема корист од нашиот успех. Ќе има повеќе трговија, ќе има повеќе инвестиции, ќе има повеќе размена, контакти, соработка во сите области. Ние ќе подпишеме, најверојатно се обидуваме
уште еден договор за уште еден граничен премин кај Пулјевец под Кавадарци, многу важно за регионот на Теквишијата. Најверојатно еден договор во областа на одбраната, многу меморандуми за соработка во транспорт, во европските интеграции и многу други нешта. Добро, благодарам што бевте дел од 360. Благодарам на можноста. Судбината на специјалното јавно обвинителство и предстојните избори се тема во разговорот со Билел Касами, председател на движењето Беса. Добро вечер, добре дојдовте. Мерси луѓето, фалемдерит професор. Вчера имавте средба со премиерот Заев. Што е вашата политичка проценка во овој момент? Ке се најдат ли 80 гласа во собранието за да се изгласа новиот предлог закон за јавното обвинителство? Urojmë që të gjenden votat e nevojshme që Prokuroria Publike Speciale me gjithë kapacitetin e saj të përmbyll misionin e saj konform ligjit dhe gjithë marrëveshjes në bazë të cilës ai njëjtë u themelu. Ne si Lëvizja Besa ja vëmë me dije qartë kryeministrit që interesimi jonë është që Prokuroria Publike Speciale të përmbyll me sukses misionin e saj. Urojmë që edhe aktorët tjerë politik, deputetët dhe si përfaqësues të forcave politike të kenë këtë qëndrim, të cilin e vlerësojmë se është qëndrim shtetëror për mbrojtje të institucioneve, veçanërisht institucioneve të drejtësisë. Интересен е ваш став од кој аспект? Вие сте многу критични кон оно што го работи ДУИ. И главните критики кон се одат на таа линија, дека досега практично и нема јасен предмет во кој што е имплициран висок представник на Демократската унија за интеграција, па во таа смисла сега малку и буни политички овој ваш став. Nga ai shkak që deri tash Prokuroria Publike Speciale nuk ka pasur edhe mundësi, themi, nga gjithë konstelacioni politik në të cilin gjendej Maqedonia në një moment shumë kritik të rrugtimit të saj euroatlantik. Vlerësojmë që Prokuroria Publike Speciale ka qenë ndjeshme nga situata politike, fatkeqësisht numrat në parlament dhe nuk e kanë bërë detyrën e tyre konform ligjit dhe asaj për të cilën ata janë themeluar. Ne do të kishim dashur që edhe deri tani Prokuroria Publike Speciale më shumë të ishte koncentruar në respektimin e ligjit se sa të kishte ndjenjë për situatën dhe komplikimin e situatës politike, veçanërisht duke pasur parasysh momentin në të cilin gjendemi. Çfarë nënkupton ky moment? Nënkupton që Prokuroria Speciale Publike ishte afatizuar dhe vin momenti kur ajo duhet të përmbyll misionin e saj pa arritur që gjithë lëndët ti procesoj dhe ti përmbyll me sukses dhe tani më po kuptohet realisht se disa aktorë politik para interesit të sundimit të ligjit dhe së drejtës e kanë interesin e mbrojtjes së anëtarëve të tyre. За да се случи ова, зашто се залагате, што е вашиот концепт за специјалното јавно обвинителство? Бидејќи ова што е сега на маса предвидува негово инкорпорирање во рамките на редовното, да кажеме, јавно обвинителство, се разбира обезбедена известна автономност, но сепак ќе биде дел од субординацијата и хиерархијата во рамките на редовното обвинителство. Qëndrimi jonë është parimor. Ne duam që Prokuroria Publike Speciale të ketë mundësi të funksionimit të saj me kapacitet të plot. Dhe konform këtij qëndrimi parimor, ne duam të bisedojmë edhe për zgjidhjen ligjore. A do t'jetë me një ligj të veçantë, fillimisht pra do të kishim qenë them të lumtur, sikur të kishte marrëveshje dhe të ishin numrat në parlament, ti vazhdohej mandati Prokurorisë Publike Speciale kështu si është. Nëse kjo nuk arrihet, edhe opsioni tjetër që me një ligj të veçantë, ashtu siç e ka propozuar qeveria, ne do duam dhe do të angazhohemi fuqishëm që Prokuroria Publike Speciale të vazhdoj
misionin e saj të plot, me kapacitet plot. Këtu më lejoni të potencoj një element shumë i rëndësishëm dhe thelbësor në gjithë këtë tregim, ato janë përgjimet në bazë të cilave u themelu edhe Prokuroria Publike Speciale. Ne do të kishim dashur pra që edhe më tutje, pa ndonjë kufizim, pa marrë parasysh kuadrit ligjor në bazë të së cilit do të vazhdoj punën e saj Prokuroria Publike Speciale, përgjimet edhe më tutje të jenë elementi kryesor për përmbyllje me sukses të gjitha landve të Prokurorisë Publike Speciale. За некои партии или еве конкретно за ВМРО ДПМН се чини дека и самото име на Катица Јанева е проблем околу финален договор за тоа што ќе биде и каква ќе биде судбината на СЈО. Ви имате однос лично кон Јанева? Jo, ne nuk kemi ndonjë relacion të drejt për drejt dhe nuk është qëndrimi jonë mbështetur në një individ të caktuar, edhe përkundër faktit që Katica Janeva ishte bashkë me ekipin e saj, ishte një pjesë e rëndësishme gjithë këtij tregimi të Prokurisë Publike Speciale, sepse dim që një pjesë të madhe të punëve, të akteve, veprimeve të cilat mund të përpunoheshin, të procesoheshin edhe nga Prokuria Publike, Prokuria Shtetërore, ajo nuk o bë shkaku i kuadrit apo shkaku i personave, zgjidhjeve personale të cilat gjithmonë qeverit i bënin njerëz të afërt me qeverinë. Në këtë rast vlerësojmë që vetë përzgjedhja e ekipit të Katica Janevës është një garancë që ndoshta do të përmbyllet me sukses pjesa e landve të cilat janë hapur dhe do të hapen edhe land të reja. Pra, ne nuk e kemi të ndërlidhur drejt për drejt qëndrimin ton për personin në fjalë, por vlerësojmë pozitivisht punën e deritanishme dhe pse kemi dyshime serioze për pjesën e landve që kanë të bëjnë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe funksionarëve të saj, por para se të kemi një qëndrim, një preferencë personale, ne duam zgjidhje ligjore për institucionin dhe në bazë të kësaj, pastaj nëse ka ndonjë ofertë më të mirë, mund edhe të bisedohet. Por për momentin vlerësojmë që puna e Katica Janevës në general ka qenë e kënaqshme që të vazhdoj punën e saj, por nëse do të ishte paraqitur pengesë, ne do të kishim dashur zgjidhjen kuadrin ligjor ta kemi ashtu siç e kërkojmë në kuadër të parimit, që Prokuria Publike Speciale të funksionojë me kapacitetin e saj të plotë. Nëse kjo është edhe tjetë Katica Janeva në krye të saj në kupton, ne do të kishim dashur që Katica Janeva me ekipin e saj vazhdoj punën. Како ја доживувате денешната реакција на председателот на Собранието Талат Џафери, како реакција на вчерашната изјава на министерката за правда Рената Десковска? Џафери вели Собранието работи согласно деловникот, не врз основа на диктат, уште помалку според одредени индивидуални претензии, па дури тие да се и на еден министер, било кој да е. Заради публиката да дадеме контекст на сето ова, Десковска реагираше на претходно дадената изјава на Џафери дека и да има договор, седмицата ќе се случи дури по вториот круг на председателските избори за СЈО, зборуваме за законот за јавното обвинителство. Nuk do kisha dashur që kryeparlamentari në këtë rast deklaratën ta ketë dhënë si një funksionar i BDI-s dhe para se të mendoj se është kryetari i Parlamentit të Maqedonisë të shoh veten si një antar i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të mbroj interesat e funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Види дека Џафери може да работи на тоа изборите да не успеат и тој да биде вршител на должноста шеф на државата? Situata në të cilën gjendemi, sigurisht që mund të ketë edhe pretendime të tilla. Janë shumë afër, them që një skenar i tillë të realizohet, edhe duke pasur parasysh lojrat e dyfishta të cilat i bën partia propozimit të cilës është zotri Џафери. Ne dim që presidentin aktual e kemi dhurat nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët në zgjedhjet e fundit presidenciale me qëndrimin e tyre të bojkotojnë zgjedhjet, duke e ditur që votuesit shqiptar kryesisht do të votonin për Stevo Pendarovskin, ata në një farë mënyrë me atë që i
ndalnin votuesit e tyre, votuesit shqiptar, duke ditur edhe pozicionin e tyre në pushtet për vite të tëra, ata e penguan që të dalin votuesit shqiptar dhe të votojnë për Stevo Дали Pendarovski. сега вие Алијанса сте во слична ситуација како ДУИ тогаш со тоа што имате се уште неодреден став, што би правеле во евентуален втор круг кога во него би се пласирале Пендаровски и Силјановска? Ве гледав на ваш настап овде во оваа телевизија во една друга емисија во која што не сакавте да кажете директен одговор за тоа како ќе постапите во вториот круг. Sigurisht që është qëndrim parimor joni, ne përderisa kemi dalë të përkrajmë një kandidat, është e pa drejt edhe karshi këtij kandidati që të kalkulojmë për raundin e dytë. Ne kemi thënë edhe vazhdojmë të qëndrojmë fuqishëm në përkrajet të tij. Ne do t'i kemi venduar edhe më tutje deri në fund, do t'i vendojmë gjitha resurset partijake që zotri Blerim Reka të shkojnë në raundin e dytë dhe pse jo të jetë Na koliko go procenuvate vo prviот krug, gospodine Reka? Koliko mislite edhe da ka kandidat osvoji? për edhe të jetë presidenti i ardhshëm i Maqedonisë. Edhe kjo është e ndërlidhur me pjesën e parë. Për mua nuk është e drejtë si kryetari i partie politike të jap vlerësime të tilla, sepse ne jemi futur në këtë garë zgjedhore që zotri Blerim Reka të kalojë në raundin e dytë dhe të fitojë si president, dhe ne presim aq vota sa janë të nevojshme për raundin e dytë. Sa i përket pyetjes së parë, që a mundet Lëvizja Besa dhe Alianca të luajnë rolin e Bashkimit Demokratik për Integrim që ishte në zgjedhjet paraprake, garantoj gjithë opinionin se veçanërisht flas në emër të Lëvizjes Besa nuk do të jemi në një pozicion të tillë, shkaku që ne vlerësojmë se edhe me kandidaturën e zotit Blerim Reka ne BDI-s ja pamundësojmë një rol të tillë. Tani më shqiptarët do të dalin të votojnë me një motiv shtesë, të dalin të votojnë për zotin Blerim Reka, për më shumë duke e ditur lojrat të cilat i ka bërë BDI dhe të cilat i bën edhe matje përmendet më herët që Talat Xhaferi të jetë presidenti i ardhshëm i shtetit në kalkulimet që të dështojnë zgjedhjet. Ја разбирам оваа реторика во овој момент, се разбира дека вие мора да го зборувате тоа што го зборувате и да бидете како се вели тоа во функција на кампањата на вашиот кандидат Blerim Reka, но ако објективно ги погледнеме бројките и состојбата, тешко дека господин Река ќе се пласира во вториот круг. Да речеме, искуството со Муарем Неџипи, со Имер Селмани покажува дека во првиот круг стигнале до околу 150.000 гласови, што веројатно ќе биде недоволно за пласман во вториот круг. Kur flasim për mundësinë reale që zoti Blerim Reka të kalojë në raundin e dytë, edhe këtu dua të bëj një distinksion me përvojën e deri tanishme të kandidatëve shqiptar në zgjedhjet presidenciale. Edhe këto që i përmendet ju, po edhe të tjerë kandidatët shqiptar kanë qenë kandidat partijak. Për më shumë që retorika e tyre partijake ka qenë retorik, them, e mbështetur në kërkesë edhe në targetim të votave partijake. Është një element tjetër kaq i rëndësishëm që tani më gjendemi pas situatës që na ndodhi në vitin 2015-2016 me luftën dhe rënjen e një regjimi. Dhe dim që zotri Zoran Zaev erdhi në pushtet me një qasje të re, të ndërtojmë një shoqëri për të gjithë, dhe vlerësoj që shoqëria në Maqedoni, veçanërisht një pjesë e rëndësishme e popullit Maqedonas e kanë kuptuar seriozisht këtë mesazh, dhe kjo nënkupton që nëse 25% e shqiptarëve në bazë të disa anketave të liferuara në media janë të gatshëm të votojnë një kandidat Maqedonas, dhe kjo është vërtetuar edhe në zgjedhjet e kaluara që shqiptarët kanë votuar pa paragjykime për kandidat edhe të komuniteteve tjera, unë kam besim të plot se një pjesë e konsiderueshme e votuesve të komunitetit të popullit Maqedonas janë të gatshëm që të votojnë për Blerim Rekën si një kandidat serios me gjitha kualitetet të cilat i ka zoti Pendarovski dhe zonja Siljanovska. Тоа што велите дека Река е различен од другите кандидати албанци досега на председателските избори, со тоа што не е партиски кандидат, може ли таа реторика сега да ја искористите во обратна смисла, ако Река не помине, добро да кажете
па ова не беше и наш кандидат, ова беше независен кандидат, не гледајте ги бројките, ова не се бројки на Алианса и БЕС. Jo, nuk jemi futur me ato kalkulime. Shkaku që edhe në aspektin formal, për të përkrahur fuqishëm zotin Bleri Mreka, ju e dini që kandidatura e tij, edhe pse nuk është antar i Lëvizjes Besa dhe i Aleancës për Shqiptarët, edhe pse Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se është një investim i tyre, zoti Bleri Mreka formalisht do të jetë i përkrahur nga dy partitë politike opozitare shqiptare dhe në listat e votimit do të jetë me amblemen e tyre dhe të dy partive politike. Се согласувате ли да господин Река навистина не е природен опозицијски кандидат, поради неговото минато, знаете, од 2006 до 2010 амбасадор на тогаш Република Македонија, сега Република Северна Македонија, при Европската Унија во Брисел, мислам дека станува амбасадор во време кога се уште премиер е Бучковски, председател е Бранко Црвенковски, се разбира на предлог на политичката партија ДУИ. Vlerësojmë që zoti Reka është kandidati më i përshtatshëm për të qenë president i Maqedonisë. Këtë që e thoni ju dhe të cilët një pjesë e opinionit mund ta llogarisë si dobësi të zotit Reka, ne si parti opozitare kemi të i kaluar interesat tona partijake, kemi kaluar mbi interesat opozitare që të gjejmë një kandidat i cili do të ishte i pranuar edhe për votuesit shqiptar, të cilët ndoshta në zgjedhjet e fundit kanë votuar për partitë që sot janë pjesë e kësaj qeverie. Pse jo edhe për votuesit e komuniteteve tjera. Pra, ne vlerësojmë që edhe në këtë aspekt, zoti Reka është i ndryshëm nga kandidatët e tjerë shqiptar në zgjedhjet paraprake presidenciale, pse jo i ndryshëm edhe nga dy kandidatët tjerë dhe vlerësojmë që kjo do ta bëjë diferencën që për herë të parë ne si shoqëri multietnike në Maqedoni të tregojmë se jemi të gatshëm të zgjedhim një kandidat për president të shtetit shqiptar dhe kjo mos jetë kalkulim i partive politike për të bërë numrat, për të bërë qeverinë dhe kjo të jetë pjesë e këtij pazari politik. Ќе се сетите на изјавата на генералниот секретар на Алијанса за албанците, господин Таравари, дадена за ТВ Алфа пред 10 дена, во која што остави простор за соработка и со македонската опозиција, при тоа и Алијанса и тој лично се дообјаснуваа дека изјавата се однесувала на локалните избори во Дебар. Таму Алијанса истакна свој кандидат, вие го поддржавте тој нивни кандидат. Дали вие оставате простор за таков тип на калкулации? Сега ве прашувам за едно поопшто ниво, евентуална соработка со ВМРО ДПМН во вториот изборен круг, вие да ја поддржите Силјановска, тие да ви помогнат во Дебар? Ka një problem në duke i vogël, por është esencial. Dhe ai problem është që në fakt VMRO në këtë rast përmes kryetarit të saj nuk i don votat e shqiptarëve. Ata kanë deklaruar në mënyrë shumë të qartë se target cilat vota i kanë. Pjesa tjetër ka të bëjë edhe me vetë për zgjedhjen e kandidatit të tyre, pra në asnjë moment ata nuk kanë qenë të gatshëm që të ulen me ne si parti opozitare ashtu si që ulëm bashkë me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët që të përkrahim apo të vendosim që çfarë opsioni mund të shkojmë në këto zgjedhje. Pra, për të përkrahur një kandidat në raundin e parë apo në raundin e dytë, duhet të ketë fillimisht të shprehur një qëndrim të qartë apo një kërkesë të qartë për një gjë të tillë. Deri tani nuk ka pasur një kërkesë të tillë nga ana e partisë opozitare maqedonase. Në anën tjetër, vetë retorika e saj e deri tanishme nuk jep shpresë për një bashkëpunim më të afërt, qoftë për presidencialet apo edhe për zgjedhjet që mund të jenë të parakohshme apo edhe për zgjedhjet e radhës parlamentare, përderisa vazhdojnë me një retorik nacionaliste, do të jetë i vështirë çdo bashkëpunim në këtë rast më i gjerë opozitar. Ne urojmë që kjo parti si faktor i rëndësishëm në skenën politike të reflektoj, por derisa nuk ka një qëndrim të qartë
rreth relacioneve ndëretnike në Maqedoni, që ne si parti opozitare të bisedojmë pastaj në pozicionet pozit-opozit, do t'jetë i vështirë një bashkëpunim i tillë mes kampit opozitar në përgjithësi atij Maqedon dhe Shqiptar. Колку сте единствени со алијанса околу кандидатот во Дебар? Има гласини дека вие и не сте биле најсреќни со тоа што Алијанса излегла со свој кандидат, а вие сте биле на некој начин принудени сега да го поддржувате, а да не биде тоа заеднички ваш кандидат во Дебар. Sigurisht që ne kemi biseduar, kemi qenë biseda permanente për formën e kandidimit edhe garimit në zgjedhjet lokale në Dibër. Ne si parti do të kishim qenë të interesuar që shumë më shumë të ishim të involuar në zgjedhjet në Dibër, por sidoqoftë edhe ky pozicionim i Aleancës për Shqiptarët që përgjegjësinë e zgjedhjeve lokale të marrë mbi vete, ne përshëndesim. Ne si parti kemi deklaruar që përkrahim një kandidatur të tillë, por nuk jemi pjesë formale një koalicioni për zgjedhjet lokale, për më shumë që duhet të kemi parasysh edhe raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të fundit, ku ne gjithashtu përkrahëm raundin e dytë përkrahëm pra kandidaturën e Aleancës në Како ги проценувате шансите на кандидатот што го поддржувате во Дебар? Таму беше тесно и на претходните избори. Sigurisht që me situatën e krijuar në Dibër, kandidati i Aleancës për Shqiptarët ka gjasa serioze që të fitojë të jetë në krye të Dibrës. Таму веројатно и ќе нема втор круг, бидејќи се двајца кандидати. Ако се исполни излезноста во првиот круг и едниот добие мнозинство гласови од тие што гласали и ќе победи. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Faleminderit, ish një kënaqësi. Ве поканувам да останете на оваа фреквенција, по паузата е саботажата. Очекувањата се големи, вашите тврдења, вашите факти изнесувања ќе бидат проверувани. Ајде да разговараме за све. Проблемот е што никој пат не кажувате јасен став. Некои работи се невозможни во политика. Тоа е така. Ајде да видиме дали е тоа така. Кажете честно, е конкретно прашање. А јас да ви поставам едно контрапрашање ако ми дозволите. Значи, ајде да не го кажам сега мрчење, како да го кажам, титеравање. Немојте да сте Пак, нервозен, не, немојте се вака како мрчите, нервозен, ово, како немој се спокојно нервозен. разговараме. Господине Заев, контрадикторен сте. Јавно сум го кажувал тоа и нема проблем. Тоа ги фрустрира граѓаните. Тоа граѓаните сака да слушнат. Оформете став по едно прашање. Оставете се вие ставот. Ја имам став по сите прашања. Вие лутате со ставовите, Немате господине ниеден Заев. став. Тоа треба да го кажете јасно како бел ден. Ако ми дозволите да го одговорам вашето прашање, ќе го слушнете Не и бите одговорот. тече времето, само поради тоа. И па ако не ме прекинувате, ќе го слушнете одговорот. Еве. Кажете ми. А јас ви дадов одговор. Кажете еден пат, еден честен став. Нема. Кажете кој е ставот по ова прашање. Доколку ме оставевте да го кажам мојот одговор, ќе го слушнете одговорот и на ова второ подпрашање. Се вртиме во круг. Еве ви дадов одговор. Завршивте? Одговорот За е реклами. сега на прашањето, господине Заев. Дали се чувствувате комотен? Да, јасно и гласно. Не ја зборувате вистината. Се плашите, се препелкате. Да јам бегате. Спомнувате па се криете. Значи, ова веќе не толикува да. Признајте го тоа. Убава лекцијата. Сега еден куп наши меѓународни партнери ќе ни се наутат ова што го слушат. Ве молам да ги почитуваме правилата, за да има јавноста прилика да ги слушне вашите ставови. Јавно сум го кажувал тоа и нема проблем. Проблемот е што никој пат не кажувате јасен став. Не ја зборувате вистината. Разбирам Дека нервозата, излегува разбирам веќе од контрола. сето тоа. Кој е Мојата вашиот став, политичка- овој или овој сега? Треба честно да се одговори. Став е. Не можам да се изначудам како со каква леснотија ги менувате ставовите. Да, си има Добро, став. има и меѓународни Заев, Кристално видовте чисто. кој ги менува Кажете. ставовите. Не бегам од ставот. Сум кажал да, тоа сум го Праш- кажал. не- Конечно, едноставно прашање. Ако ми дозволевте и претходниот пат ќе ви го дадев одговорот, но еве ќе искористам оваа прилика да му одговорам на господин Заев уште еднашка. Апсолутно благодарам на коректната дебата. Секако, многу работи беа одговорени. Еве за Тоа на не крај. беше моето прашање. А што беше? Ја имам Ама посебно. истече времето, не знам А, да истече, пријатели, па добро, се истече добро. времето. Дали ќе се ракувате? Секако. Значи Ако немам сакате- право на Добро, прашање. не. Ќе се ракуваме, зашто да не се ракувам?
завршуваме. Пријатно до понеделник во 22.